Како отпадот стана злато во Кина? Некои градови повеќе немаат никаков смет. Кинеската влада неодамна соопшти дека некои градови се соочуваат со недостиг на отпад. Да, добро слушнавте, немаат доволно ѓубре. Некои градови дури копаат стари депонии додека други купуваат отпад од соседните. Но што навистина се случува? Пред 2010 година ѓубрето беше огромен проблем во Кина. Со своето масовно население градовите буквално се давеа во отпад. 2/3 од урбаните области беа обкружени со ѓубре, што го заградуваше воздухот и ја загрозуваше подземната вода. Тогаш Џоу Сјанг Ван, врвен инженер, предложи смела идеја да се претвори отпадот во електрична енергија. Наместо да се депонира, Кина започна да испраќа ѓубре во електрани каде високотехнолошки машини го согоруваат чисто без штетни емисии. Дури остатокот од пепелта се користи за производство цемент за патишта. Резултатот? Нема загадување, нема мирис и нема проблем со депонии. Денес Кина има повеќе од 1100 фабрики за енергија од отпад. Секој тон ѓубре произведува 200 до 500 киловат-часови електрична енергија и носи 15 до 40 долари по тон. Во моментов согоруваат повеќе од 800.000 тони отпад дневно, повеќе отколку што градовите произведуваат. Почнаа да купуваат отпад по околу 7 долари по тон само за да ги одржуваат електраните во работа. Отпадот официјално стана вреден ресурс, а Кина сега ја извезува оваа технологија во над 40 други држави.